Платите и работните места во технолошко-индустријските развојни зони се стабилни, смета директорот на дирекцијата за ТИРС Јован Деспотовски. Анализите на дирекцијата покажуваат дека лани 3 компании го задржале бројот на вработени, 18 го зголемиле, а 9 бележат намален број на работни места. Бројот на работни места во рамки на зоните во 2020 година е стабилен во однос на претходниот период, што мислам дека за пандемиска година е податок кој што секако треба да не радува. Веќе објавивме дека согласно постојните договори кои што дирекцијата ги има подпишано со инвеститорите во рамки на зоните, пред нас стојат 7.500 нови работни места кои што со наша зголемена активност и настојување ќе се обидеме да ги реализираме во наредните неколку години. Во однос на платите, тие и понатаму се помали од државниот просек, но поголеми од просекот во преработувачката индустрија, кажа Деспотовски. Во однос на 2018 година, значи бруто платата во зоните е порасната за 12.7%, нето платата е порасната за 5.5%. Во однос на нивото на 2019 година, бруто платата во зоните е порасната за 5.4%, она што е мене како податок исклучително ме радува е тоа што нето платата во пандемиска година во зоните во 2020 година при стабилен број на работни места е порасната за неполни 2%. За зголемување на платите најавени се нови стратегии од страна на државата. Напорите одат во насока на привлекување на инвеститори со така наречена повисоко додадена вредност и во оваа насока се разговара со компании од фармацевската индустрија. Со компаниите кои доправа ќе влегуваат во ТИРС се разговара и за нова државна помош која ќе биде врзана со одреден процент на раст на платите. Крајната цел на државата е платите во зоните да се издигнат на ниво на просечната плата.